Оптимизмот е исклучително важна карактеристика за секој што сака или се занимава со политика. Но за да постои, треба да се базира на добри познавања, а тие очигледно не недостасуваат. Само што изгледа никако да се погоди вистинскиот тајминг кога се соопштуваат. Тргна работата. Треба да констатирам за жал дека 11-та средба е нула. Нема направен дури еден миниатурен чекор. Можем да се сложам со мојот колега Димитров. Тоа сепак не значи дека не може да се даде соодветен придонес за откочување на процесот, особено во сферата на лингвистиката. Во препознатлив стил, на шармантен начин кон дебатата за јазикот се придодаваат зборови од кои јасно може да се препознае разликата. Ама не само меѓу бугарскиот и македонскиот, туку и внатре, во македонските говори. Господинот Мицковски, така да кажам, душе грижници, кои што прават шамата во овие денови, можам само да кажам дека сето ова што го прават е живогребност за доаѓање на власт. Ако едниот збори припаѓа на така наречената заева јазична норма, тогаш другиот е еклатантен турцизам. А штом се споменува тоа наследство, тогаш на сцена стапува професорскиот кадар, кој со примена на своето знаење и долгогодишно искуство, на нов и современ начин го согледува патоказот преку кој некои држави станале членки на Алијансата. Сакам да кажам дека Европската Унија ја прими Турција во НАТО. Нејасниот мотив да се редефинира историјата не значи дека на одредени сегменти од неа некој по секоја цена не се обидува да подсетува. Пристапот е само реминисценција на едно минато во кое се беше насочено кон потребата на политичарите да ги поклопуваат сите, а особено таа професија. Повелете за новинарите прашање. За новинарите е пресконференцијата. Кој што претпоставува, јас сум граѓанин на општина Штип и пратеник, ги застапувам граѓаните на општина Штип во собранието. Заседата укажува на отсуство на идеја како евентуално да се дојде до посакуван ефект. А може би и тоа било идејата. Оти ако се чуе одговорот, прашањето е пенал за тој кој божем се колне, а подсвесно, па некогаш дури и навивачки, гласно се скандира неговото име. Остануваме на блокадите. Да живее Зоран И на крајот, грешката што политичката формула во вакви услови наместо да лета се движи на бандажи, по се изгледа не била до некоја случајно издишана дзиванда. Има некоја остра направа, ги дупи гумите. Проблем голем. Во секој случај, единственото решение е изборот на добар вулканизер. Ако не лепи, тогаш мора да се менува. Без гума, не само што не може, туку и опасно се вози.